Ваше високо преосвештенство, почитуван отец Павле, почитувани монахињи, драги браќа и сестри. Како што имавме најавено, денеска наш гостин и предавач требаше да биде докторката примариус Аспазија Софијанова, позната во Крушево како Цули, но таа од нејзино име се извинува, бидејќи го откажува предавање од оправдани причини. Имено таа беше на некој конгрес во Будимпешта и поради војната некои од авионите се откажани, па таа не можеше навреме да стигне за денешното предавање и нема да биде присутна помеѓу нас. Се надевам дека некој од наредните години кога ќе организираме вакви предавања повторно ја имаме во списокот и ќе ни образложи темата што всушност ја имаше како најавена денеска да ја предава. Но да не ги оставиме жедни и гладни душите на секој христијанин од нова духовна благодат преку овие предавања, митрополитот наш Јован ќе се обиде да го дообјасни неговото прво предавање, односно да се сконцентрира малце повеќе на теолошкиот аспект од неговата прва тема, па сега го поканувам тој да продолжи со неговото предавање. Не стигнавме минатиот пат да ги направиме врската, многу малку во суштина направихме врска меѓу квантната механика и теологијата, затоа што предвидени со овие предавања да бидат отприлика 1 сат време, а после тоа ако има дискусија да се развие, јас кога го видов сатот, беше час и пол сум зборувал само за квантната механика, така што немаше време. Меѓутоа темата е многу интересна во смисла дека минатиот пат слушнавме само еден дел кој се однесуваше на квантната механика, а поврзаноста меѓу квантната механика и теологијата е она што мене бар ме интересирало и сакам да го споделам со вас, иако има интерес да се види и тоа заеднички, да се надградуваме по однос на тоа. Некој ми вели, абе ништо не разбравме владико за тоа што зборуваше минатиот пат. Немојте да се чутите, јас и во самото предавање го реков тоа. Еден Нобеловец, Фајман, починат 1988 вели, кој мисли дека ја разбира квантната физика, ништо не разбира. Не затоа што не можеме одредени работи да ги предочиме, како се движат експериментите, дури кои се случуваат, да се осврниме на нив. Работата е што не знаеме зошто е така. Значи, еве, на кратко, само со неколку зборови ќе повторам што не знаеме. Не знаеме честицата додека не ја посматраме, ќе употребам тој збор, да не бидам попрецизен, не ја гледаме. Дали со детектор или со лупа или со не знам што друго. Додека не ја посматраме, таа има две природи. Едната е праволиничка, како честица се движи, и втората е брановидна, како бран, кој ќе фрлите камен во вода, бранови се прават, и така се движи честицата. Ама од кога ќе почнеме да ја посматраме, таа почнува само праволински да се движи. Тоа кој ќе го објасни? Зошто е така? Значи не знаеме зошто е така, а дека е така знаеме. Вториот принцип, кој исто така не можеме да го објаснеме, во суштина е суштината на квантната механика, а тоа е дека една честица не се наоѓа на едно место. Ние сме навикнати. Овде седам јас и никој не може друг да седне додека не станам јас. Едно место, едно тело.
Ама за честицата не важи, таа може да биде насекаде во просторот. Тоа е чудната работа што никој не може да ја објасни зошто така се случува. Значи може да биде една честица во мене, една честица во отецот Тони, истата. Една честица во воздухот, овде што гледаме, значи на многу места истата честица да биде. И сега има обиди да се објаснува тоа дека тоа е полето на честиците во кое не знам си разменуваат истовремено. Пазите, тоа е многу битно. Затоа минаткиот наслов го памтите, Анштейн што не се согласил. Не се согласил затоа што Анштейн ја открива формулата дека највисока брзина во светот воопшто е брзината на светлината. Нема повисока брзина. И сега кога се открива оваа квантна механика, една честица може да биде на повеќе места. Може да биде тука и на крајот на Вселената. Ама да не патува со брзина светлината, дека и треба милиарди години да стигне. Туку да биде и тука, и таму, и на друго место, и на петто место. Како ја векаат некој размачкана во околината, не во наша само околина, до крајот на светот, цела е околина. Тие работи се необјаснени, затоа квантната физика е многу исправна по однос на теоријата, нема подобра, велат тие што се занимаваат со тоа, нема подобра теорија за светот, за постоењето на светот, зборам, од квантната механика, ама нека повели некој, нека го објасни зошто така се случува. Ете, на кратко тоа сакав да објаснам и уште една работа, што веројатно ви остави впечаток од минатото предавање, е таа суперпозиција. Ја викаат, ја нарекуваат уште суперпозиција. Значи, честичката се наоѓа во суперпозиција. И се додека не ја гледаме, таа е во суперпозиција. Исто како ова што ви го кажав за честичката, дека и праволинijski се движи, и како бран се движи, брановидно. Таа суперпозиција, се додека не ја видиме, останува тајна. Ама ако ќе ја видиме, таа ја станува една само. И не може понатаму да биде и таму, и таму, и таму, и на други места. Само на едно место е. Таа суперпозиција многу, знаете, ќе се применува во квантните компјутери, кои ќе можат да решаваат огромни проблеми во светот што постојат. Значи, едно ви го спомнав, според ДНК-та, сите знаете дека различна ДНК имаме. Според ДНК-та ќе се наоѓа кој лек соодветствува на таа личност. Значи, нема да пиеме само баралгит зема и за сите што ги боли стомак, баралгит зема. Не, туку ќе има еден за еден. Овде ако сме 100 души, 100 различни лекови ќе има за болката во стомакот и ќе одговара спрема ДНК-та. Тоа е големината на оваа теорија. Уште теорија ја викаме, затоа што практично развиена е во некои форми, значи направен еден, ќе го речам, мал компјутер. Мал, тој е огромен, мака го гледате, ама компјутерот воопшто не личи како овие наши компјутери што сме навикнале, како сместено во некој куќиште. Туку компјутерот се цевки за ладење на овие суперпозиции. Зашто ако малку ја измениш суперпозицијата и кој изменуваш цел резултат, затоа е потребно
температурата на која ќе работи тој квантен компјутер да биде минус, пазите, минус 273 степени. Тоа е апсолутната нула на Вселената. Минус 273 степени. Добро, најважно од сето ова е она што е онај принцип што ви реков најголем засега е Хајзенберг. Тоа му е презиме на еден германски научник кој го открива овај, односно не го открива, туку дава теориска представа за тоа што е принципот на неодредено. И тој ја прави таа крива во која една честица за која што зборуваме може да ја најдете 50% на едно место, 30% на друго место, да кажеме 20% на трето место. Ама со сигурност не можеме во ниту една позиција да речеме овде е таа честица. Туку можеме поверојатно да речеме. Ова ни е многу важно за да сватиме кој е тој принцип на неодреденост. Обично се можеме да одредиме. Јас, како што ви реков, седам тука, отецот седи тука, вие седите на други, се е одредено. Да се можеме координати да дадеме. X, Y, Z. И даваме координати, тука се наоѓа таа личност или таа точка или не знам. А за честитата не можеме да дадеме, затоа што важи принципот на неодреденост. Таа е и никада не е. Затоа што е на сите места истовремено. Тоа е, значи може да се некако пресмета само принципот на веројатност, каде најмногу проценти е можно да биде. Сега зошто се во ова викот? Зборувам, ова беше кратко повторување на она што го зборувавме минатиот пат и што е сигурно многу интересно. Не е важно, ама каква врска има тоа со животот во црквата, теолошкиот живот, што има заедничко во суштина? Јас минатиот пат се осврнав само на нешто, дека одавна во теологијата на црквата постои апофатичка теологија, неизречива теологија. И нема да се навраќам повторно на тоа дека ние го имаме овој исти принцип на неодреденост преку апофатичката теологија. И то многу порано, од 4 век. Не чекавме 20 век за да кажеме дека неодреденоста постои. Постои, ние не можеме да кажеме, нити сега ќе го докажеме. Ама тоа е Богу откриено во црквата. Бог ни го открива многу рано и ни вели немој да зборувате, поготово за Бога. За Бога ништо не зборува, може да кажеш за Синот Негов, за Исус Христос, кога е роден, како действува, на што го пишува во Евангелието. Ама да кажеш нешто за Бога Отца, освен тоа дека е нероден, ништо не може да кажеш. Кој може да каже нешто за Бога Отца? Ништо не можеме да кажеме. И тој принцип за Бога Отца, апофатички принцип постои, значи од 4 век некаде во црквата. Не можеме да кажеме за Бога. И нема да се осврнам на тоа сега, затоа што не стигнав минатиот пат да зборувам нешто за логосите на битијата, кои Свети Максим Исповедник кој живее, значи, во 7 век, да ги објасни логосите на битијата и да видиме каква е врската на тие логоси на битијата со ова што го зборуваме за неодреденост на честичката. Може би некој од нас ќе биде жив
повеќе ќе напредува квантната физика, ќе се научи и тоа како е можно не само честица, туку и покрупно тело да биде на повеќе места. Како, не знам, не можам да одговорам, не можам ни да претпоставам, ама можам да ви изнесам тоа што го кажува Свети Максим, исповедник за логосите на битијата. Имено, ајде да тргнеме уште пред Свети Максим, Платон, философ еден голем, има концепт дека се случува по идеите кои постојат во царството на идеите. Значи, за се што се случува, постои некоја идеја уште од почетокот и тоа се случува по програма на таа идеја. Може човек да лута овде, да си ја чука главата со други зборови, ама пак ќе стигне само дока што била идејата како да се случи, која предпостои. Која постои уште пред делото да биде. Сега Свети Максим исповедник, тоа е малку недоречено. Не малку, туку малку повеќе недоречено, зашто идејата создава нужност. Ако постои некоја идеја, и ако мора нешто така да биде како по идејата, тогаш постои нужност. А кој од нас сака да се случува нужност во неговиот живот? Нема такви луѓе што сакаат нужно нешто да биде. Има луѓе што дури ќе пркосат, ама сето да ревела така е како што вели ова идеја, ама јас не ќем така да биде. И тогаш гледате колку екзистенцијално прашање е слободата. Да не е обична работа. И Свети Максим исповедник, имајќи го и ова учење на увид, и претходно и логосите ги има, ама не на овој начин како што сега ќе се осварнеме. Логосите на битијата не се идеи кои се наметнуваат по нужно. Логосите на битијата се Божјо разбирање, а кога велиме Божјо, тоа значи се вечни. И вчера, и денес, и утре. И Господ го има тоа. Значи, логосите на битијата се како некои предначини за нешто да се постигне, односно да се случи. Ама сега, која е разликата меѓу идеите Платонови и логосите на битијата? Разликата е во тоа што Господ преку логосите не ја укинува слободата. Никаква нужност не постои во тоа што Господ има логос, така се нарекува тоа, или знаење како ќе се случи. Сега ќе го повртаме со квантната механика. Значи, кога е во суперпозиција нешто, може да има милиарди начини за да се случи нешто. Ама тие милиарди начини за нас се непознати однапред, а за Бога се познати. Бог ги знае сите варијанти кои може да се случат. И вели, од сите варијанти што може да се случат, милиарда нека се тие, ова е најверодостоен дека ќе се случи. И затоа, велиме, браќи и сестри, дека Господа малку да ми го поместите, ова многу ме топли. Значи, во сите варијанти една ќе се случи. Ама Господ ја знае однапред која варијанта ќе се случи. А денешните квантни физичари исто велат и потат милиарди начини да се случи една работа. Ама ние не знаеме која, и како ќе се случи. Тоа е разликата голема.
Значи, тоа е разликата што Господ знае однапред како квантен компјутер, многу повеќе сигурно од квантен компјутер, знае во таја суперпозиција што ја има частичката или телото или некое друго тело за експериментирање. И знае кај ќе заврши. Оттаму велиме дека Господ се знае. Одавна ние го имаме, не требаше квантната физика да ни каже во 20 век дека има некој кој се знае, или да не наведе на тоа дека некој се знае. Господ се знае. Ама Господ ги има сите варијанти однапред, преку овие логоси на битија. Тој однапред, значи, знае кај е суперпозицијата, како реков, на четицата, на телото, моја, ваша, било каде, и по сите варијанти што може да ги има, тој може лесно да знае како ќе заврши работата. Ете, тоа е многу важно по однос на квантната физика и содржината на Божјото предзнаење. Така Господ се предзнае. Ние не можеме, ние можеме да нагаѓаме. Како што ни вели Хајзенберг, во една крива веројатноста е 50% да е така, 30% да е така, 20% да е така. Ама со точност може некој да каже, ова најмногу го збунуваш Einstein. Што во суштина нема, сите очекуваат, и до Einstein, особено Њутон пред Einstein, очекуваат дека се е детерминирано, се е на некој начин познато како ќе се случи. Ама не се случува така, се случува на начин на кој слободата на частиците игра важна улога. Јас се плашав да го употребам овој збор и се уште се плашав, зашто не може да исто слобода да има и частицата, и ние велиме дека луѓето имаме слобода. И како ќе го наречеме едното и другото со избор слобода? Ама не е познато до сега како да го наречеме тоа, како се движи частицата. Слобода, по слобода, а очигледно е по слобода. Ама да ги измешаме лончињата и да речеме слобода, и частицата е слободна, и нашата волја е слободна, малку ми е чудно. Може би затоа што не сум го среќавал до сега. Не сум среќавал, може би некој ќе го објаснува тоа секако и ќе му даде некој друго име на таа првична слобода на частицата. Ама очигледно дека се работи така. Можеме да ги контролираме, ние имаме милиарди частици во телото. И си ги носиме, и тие се движат. И можеме да им одредиме патеката. Тие се слободни. Кај сака тоа, затоа и болести може да настанат, затоа и здрав човек може да постане одболен. Затоа што се движат на непредвидлив начин. Ама тој непредвидлив начин за Бога е предвидлив. Непредвидлив е за мене, за некој друг што нити може да се доближи до тоа како Господ ги третира тие процеси. Ама очигледно дека може. И Господ го прави тоа. Сега, уште една голема дилема за мене, што сакам повеќе да споделам, а може би не ќе можам да изложам решение, како ние, во нашиот организам,
Таја слобода која ја имаат частиците во нас, кои се милиарди на број, ја управуваме да действува еднозначно по нашата слободна волја. Како што сакаме ние да ги управиме? Мислам дека тоа е голема дилема за теологијата, ќе се занимаваат луѓето полека, и ќе видат дека некои работи во нашиот организам, во нашето тело, се принудни. Не се случува се по слободната волја наша, туку е те по слободната частиците. Си одат кај што сакаат, си прават што сакаат, дали точно или грешно прават, ама како ние ги организираме да прават точно, правилно? Тоа е голема дилема. Ви кажам, прво за мене, затоа што тешко имам некој можеби преднаење за тоа, ама да го дефинирам потпун, да речам вака е со сигурност тоа не ќе се осмелам, затоа што прво е многу тешко. За мене конкретно е многу тешко, а не сум го сретнал никаде, да ви кажам и тоа, некој да се занимава со тоа што е волја прво. Може да одговори некој што е волја. Сите зборува денес слободна волја, да спроведуваш волјата Божја, а што е волја? Како действува таа волја? Јас до сега, ми сум размислувал и проучувал, не сум можел да ги склопам работите. Особено после овие сознанија кои ги имам од квантната механика, ќе наречеш волја и на частицата и на возрастен човек иста. Затоа што како не можеш, частицата има своја волја, по волја оди така, или некој ја управува. Тие дилеми не можам да ги решам и не ќе се обидам сега, затоа што секако може да предизвикат нуспојави многу. Можам да имам некои замисли за кои треба уште долго време за созревање и Господ ако некојаш ми ги открие. Иначе дека сам ќе можам да ги пронајдам, тоа е крајно тешко. Гледате колку 100 години квантната механика постои и што е откриено? Ова што ви го кажав, само тоа е. Ама тоа е многу, не велам дека тоа е малку. Ама за 100 години само толку. Што значи, тие процеси одат споро, затоа што прво, може би Господ е некако затворен за тоа да ни каже се одеднаш. Може би ќе ни каже кој ќе има доверба во нас. Вака, кој не дали има доверба? Ние како да му крадеме помалку. Квантната физика прави експерименти, тие не се погрешни. Ама имаме потврда дека Господ сака да ги откриваме. Сега, после 100 години може да речеме имаме, ако сакал до сега ќе ги уништил се Господ. Ама со сигурност немаме боговдахновени луѓе со кои Господ зборувал и му го открилова. И дали и да имало, дали имало потреба толку да се знае одредени работи. Овие се технолошки работи кои се до детали испитани, ама од друга страна дали се потребни едноставно за наше спасение. Ете, толку сакав во суштина повторно
а може би не ја завршувам темата, зашто ви реков, потребно ми е и мене да се доизградам, да се 100 години потат откритијата, ама што се 100 години за некој работа. И јадните години не може да се средат некој работа. Меѓутоа, еве, ако има некој што сака некаква дискусија за развие, повелете, кажете нешто, што сметате по односно оваа тема, која, велам за мене бар, е многу интересна. Многу интересна затоа што иако до сега се сметаше дека науката нешто открива, а теологијата има откровение Божјо, денеска со квантна физика ние учиме дека можеме да направиме некој спор меѓу теологијата и науката. Не значи, еве, докато на што ви го вели теологијата, го потврдува токму квантна физика. И вели, сите големи научници, тоа е така. Експериментите што ги правиме ми покажуваат дека се така. Ама не ме прашувајте зошто е така. Не знае да ви одговори науката зошто е така. За многу работи, за повеќе, за дури работи знае и одговара. Ама не за се. А ова е суштината, кој ќе погледнува, не е додаток некој. Ова е суштина на нештата. Зашто велат подобра теорија за светот од теоријата на квантната физика не постои. Постојат теории, не знам, одавна уште, јас бев во средно училиште, како настанала планетата Земја и целиот свет и сончевиот систем. Може би ги се сетите Кант-Лапласова теорија и други теории потоа. Меѓутоа, сите имаат недостаток. А квантната теорија, овие 100 години што постои, нема ни еден недостаток. Така е, ама не знаеме зашто е така. Поелете, ако имате нешто да ни кажете, да развиеме и дискусија. Да речам, застапена во јавноста. Дали имате некои други извори, да речем, што ги обработуваат овие теми? Обично науката секојаш се дистанцира од религијата и да бидиме реални, да речем, голем дел од најголемите научници. Да? Може. Пред се да ви честитам, значи, на убавото исцрпно предавање. Само отворивте една тема која што реално не е многу застапена во јавноста. Обично, да речам, науката во голем обем се дистанцирала од религијата и да бидиме реални, да речем, многу голем дел од научниците себе си се дефинирале како агностици. Дали имате, да речем, некои други извори што ја обработуваат, еве, што прават симбиоза на оваа тема теологија со, не знам, квантна физика или квантна механика? Да речем, од каде ја исцрпивте оваа тема на некој начин? Обично науката секогаш се дистанцира од религијата или од теологијата. Дали имате некои други извори, да речем, на некои познати научници што обработуваат ваква тема? Јас минатиот пат тоа го кажав и минатиот пат, а тоа е дека
само некако ме дојде да истражувам квантната физика. Се треба претнање секако. Јас уште еднаш ќе повторам, ако некој не слушнал минатиот пат. Ние во средно училиште, јас бев математичка гимназија и учевме до специјалната теорија на Einsteinта релативноста. Значи, не учевме ништо од квантната физика. Тоа мислете пред 40 години, значи ако 100 години е стара квантната физика, 60 години имал. Тогаш не стигнал уште во средни училишта да влезе. Ама, кога ова го слушнав кај Einstein, а тоа беше она што минатиот пат беше како тема, дека дали Господ си игра зарови, дали се кутка со овој свет. Во суштина ние често пати верник човек се мисли дека Господ се знае и оттаму прашањето е дали е се детерминирано, односно дали е се условено од Господ. И сега, како голем љубител на слободата, ме заинтригира тоа. Реков, како може Господ кој ни ја дава слободата, во суштина се да ни детерминира, да не ограничува. И почнав да се занимавам некако полека со кон долго време тоа. Немојте да мислите, и отецо тоа, сега кога ни откажа професорката за предавањето, дали ќе можете да го спремите. Не ќе можам јас ако го спремам ново предавање. Ама ако е нешто недокажано, гледате, лесно можам да го кажувам. Истото за едно предавање потребно е време. Ако сакате да бидете сериозни, ако сакате хуј да го поминете, не треба време. Мене ми поминувале од една седмица до една година да спремам некој предавање. Ова предавање е многу долго, не сум го спремал како предавање, туку сум го проучувал повеќе од пола година. Сум проучувал едноставно затоа што ме интересирало. Првото што и вас верувам ве интересира е тој принцип на неодреденост. Како може да биде неодредено? Како може честитата да биде и ваму, и онаму, и на крај на светот? А да не патува при тоа. Тоа го бунеше Einstein најмногу од се и затоа ја употреби таа реченица зарем Господ си игра зарчиња. Кога се откри дека една четица што има спин, да речеме надолу, нејзиниот дупликат кој може да е на крајот на Вселената, има спин истовремено, пазите, истовремено има спин нагоре. Не е тоа, значи оди со брзина светлината да ја каже информацијата, ова честица се движи надолу, има спин, ај сега ти почне нагоре. Не. Тоа Einstein затоа ја сметаше непотполна теорија квантната физика. Ама се покажа како многу потполна. Се покажа како потполна во смисла како да постојат паралелни светови, што ги викаме. Не постои само овој свет кој ние сме некако навигнати да живееме и во него нема брзина поголема од брзината светлината. Во другиот свет постои не брзина поголема од светлината, пак е таа најголема. Ама може истовремено да се пренесува информација. Тоа е навистина нешто восхитувачко, кој мене ме восхити. И затоа се занимавам со тоа и го сакам тоа, што гледам реалност во тоа, реалност во цела имагинарност, постои реалност.
Имагинарно е да замислиш дека една частичка може да биде во милиарда суперпозиции. Ама таа е. Друго е што може мен тешко да ми е да замислам. Јас не знам дали ви одговорим на прашањето, нешто се обидувам да доближам од тоа, ама во секој случај, колку повеќе човек се занимава со тоа, подолку повеќе се навлекува, затоа што го бара ова што ви велам јас, а која е врската меѓу теологијата и ова квантната физика? Дали Господ го предвидел тоа, дали не ни го кажал, дали сака да го знаеме, многу прашања и дилеми тука се обуат. Сега, колку успеваме, не, со сигурно знаеме дека не успеваме се. И пак ќе, како што почнав, ќе завршам, како што вели Фајман, ако некој мисли дека ја разбира квантната физика, ништо не разбира. Не разбира не затоа што постапките не ги сваќаме, не ги разбираме, туку затоа што не знаеме да објасниме зошто е така. Така е, велиме така е, со експерименти докажуваме дека така е, ама не знаеме зошто. Тоа е во суштина воодушевувачко, ама тоа ги окупира сите сознателни способности на човека, да видам дали јас ќе најдам зошто е така. Ако имате уште нешто, поведајте. Јас лутам уште од средношколка, да речам, и истражувам, барам нешто, читам, прам, никако не можам да дојдам до некое сознание, а тоа ме интересира баш ваше мислење. Има слободна волја, нели, ние сме слободни, размислуваме, слободно постапуваме се. А од друга страна има судбина. Пак не ми е јасно сега, има судбина што тоа ќе биде секако и покрај нашата волја, или има слободна волја и ние ќе си правиме по нашата слободна волја. Тоа некако не ми е јасно и мене. Би сакала мал одговор. Судбина или фатум имаат повеќе, монотеистичка религија е исламот, ама ја има повеќе. Во православната теологија нема судбина. Значи нема предодредување. Јас и нешто малку се освртам врз тоа. Господ не предодредува што ќе се случи, ама знае што ќе се случи. Токму врз основа на ова што го викаме суперпозиција, ќе знае сите варијанти. Милиарди нека се тие варијанти, и како некој суперкомпјутер кој велам денес според ДНК-та може да не го најде лекот, така Господ од сите тие милиарди варијанти ја најде едната која најверојатно ќе се случи. И таа се случува. Ама тоа не може да се нарече судбина, дека Господ решил така да биде и така ќе биде. Не. Судбина нема. Во православната црква и кај римокатолиците и кај протестантите нема судбина. Најмногу веројатно сте поучени за судбина од овие турски серии што ги гледаме секојдневно по телевизиите, во турските серии од верата произведено, од муслиманската, тоа дека ќе му се случи така, Господ ќе те казне. Ние дури православните, го велиме и ние тоа, ама грешно е кога да го велиме. Господ не казнува. Казнува ситуацијата, тој пат кој го фаќа човек во гревот,
таму води. Ќе го казни, значи, гревот, а нема да го казни Господ. Господ не казнува, зашто ја казнува? Толку е над нас, толку е возвишен, што ништо не забоја. Дали ќе ме казни мене или некој друг, или не знам. Што ќе добија Господ тоа? Ама луѓето сакаат остварување на правдата според нивниот тертип. И таа правда вака ќе се оствари. Господ ќе те казни заради ова. А дали е тоа воопшто точно, правилно, дали на тој начин ќе се реши проблемот, тоа е сосема друго. Нема. Нели во зборнавме минатиот пат, кога Господ го створи Адама на средината меѓу материјално и духовно битие, битие кое што не беше подложено на смрт, ниту беше направено за смрт, него беше направено малку подолу од ангелите, како што вели Светото Писмо, но со слава и чест го овенча да направиме човек како што сме ние, по лика и прилика. Првата заповед што му ја даде на Адама Господ, судбината Бог не ја стави дека Адам мора да сгреши. Тогаш би било судбина. Бог пресуди однапред Адам ќе сгреши и ќе го истера од рајот Господ и ќе го осуди на смрт и на маки и целиот човечки род. Бог го надари со слободна волја, слободно да се покорува на волјата Божја. Не по принуда, кај што е принуда нема љубов. Ако ме љубите, заповедите мои ќе ги држите. Заповедта на Адама му беше да го испитува рајот, природата што му даде Бог, градината рајска, така наречена, каква била ние не можеме да знаеме, да предвидиме, секако дека нешто прекрасно, од секое дрво што е во рајот, слободно јади. Тоест, грижи се, одгледувај, испитувај. Ама од дрвото познавање добро и зло, тоест, фактички тука мислам дека Бога да го испитува и Бога да се, она што го рековте, само Бог знае како се случува тоа движење на частичките. Ако почне тоа човекот да го испитува, во кој час ќе вкусиш од тоа дрво, ќе умреш. Бог не рече јас ќе те убијам, јас ќе те казнам, него во кој час ќе вкусиш, во тој час ќе умреш. И Адам, преварен, подложен на љубопитството, прво што се јави кај жената, убаво е да се биде бесмртен, да се биде Бог, поголем од Бога, како што сакаше Луцифер претходно да биде, се полага и Адам вкуси, тоест да ја испита, да испитува Божјата суштина, Божјата природа, што никој човек ниту смее, ниту може, мисловно зашто ќе полуди, ако се занимава со тоа, бидејќи сам себе не се познава, а сака да го познава Бога. Значи, судбината Адам сам си ја напиша. Му беше кажано, гревот веќе влезе во човечкото тело, во човекот, како Адам и целиот човечки род, во кој момент ќе вкусиш, ќе умреш. Тука е предодреденоста. Плодот за гревот е смрт. Плодот за Христа, према Христа, е живот. Наша слободна е волја да одбереме што ќе направиме. Не по принуда, не рече Бог Адам мора да сгреши. Ама и кога сгреши Адам, Бог не го остави да биде во гревот. Пак му вети избавување, ќе ви пратам друг спасител, утешител. Тоест новиот Адам што после толку векови ќе се роди Господ Исус Христос. Значи, сепак судбината ние си ја пишуваме самите. Ако тргниш по еден пат, вамо има провалија, се знае кај ќе подеш. Ама затоа имаме слободна волја да одбереме. Како и мачениците, му поставуваа
прекрасни јадења, прекрасни облеки, богатства и му поставуваа мачеви, копии, садби, крстови, средства за мачење. Одбери што сакаш. Ова е на земјата за смрт, ама води во живот. Ова е на земјата за живот, за уживање, ама води во вечна смрт. И ние сега тоа како христијани го знаеме. Не е Бог виновен ако се ние содадеме на грев, сме го избрале сами по слободна волја гревот, па да го обвиниме Бога. Бог така рекол, така пишал. Бог пишал да бидеме лика и прилика како што е Господ Исус Христос, затоа зеде нашата лика и прилика човечката. На него да се угледаме, а не од Бога одредена судбина, дека човекот мора да сгреши, а некој па мора да ужива. Значи, слободната волја на човекот е ставена на голем испит и затоа постојано велиме да биде волјата Твоја, волјата Божја е да се спасиме сите, не да грешиме. Ако грешиме, не е Бог виновен. Бог не пиша Љупчо ќе биде убиец, оној ќе биде крадач, оној ќе биде рами, оној ќе прелюбник ќе биде и така натамо. Тоа би било, тогаш Бог најголем непријател би му бил на човечкиот род. Зашто однапред му одредил што да прави? Ние се избираме како на шаковска табла на кое поле ќе стапниме. Така мислам јас. Од 1954 година, познато е, во Швајцарија, близу Женева, постои и создаден е Европскиот центар, Европска организација за нуклеарни јадрени истражувања, ЦЕРН, кратко позната. Тие веќе 70 години се занимаваат, тоа се најголемите умови, физичари од цел свет, 20 земји се членки на таа организација, се занимаваат со испитувањата за елементарните честички, значи до највисоко ниво. Се обидуваат веќе 70 години да навлегуваат во тајната на создавањето на материјата на универзумот. Посебно, последниве, да речем, 10 години, навлегуваат и се обидуваат да откријат тајната на создавањето на фундаменталната честичка на созданието. Каков е вашиот став и дали воопшто црквата има некаков став, дали имате некаква информација, дедо Владик? Не, може би скоро, ама сигурно се правеше голема разлика меѓу теологијата и науката. Науката може да се развива, а теологијата исто има свој правец и смер. Меѓутоа, сиве овие последни достигнувања, кои не може некој да ги превиди, да каже не се така, се доаѓа до допир на теологијата со науката. Исто тоа за ЦЕРН, јас скоро некаде го реков, сакам уште неостварена желба ми е во ЦЕРН да отидам, да видам што се случува, таму читаме нешто, правиме, а друго е која ќе и видиш. Тоа добро го приметивте, во еден ден, кој знае колку експерименти се прават на судир на честиците, каде се ослободува огромна енергија. И така е открил минатиот пат, говорувам за Икс бозонот, или како викат Божија честица. Токму во ЦЕРН е откриено тоа, дека тој бил клучен бозон или клучна честица за да може да се створи светот. Затоа што и сега, токму во ЦЕРН го прават, во празен простор, вакуум, има честици. Ама ако нема Икс бозон, ништо не може да направи честици. Тие се суштински големи експерименти кои нешто ќе докажат сигурно. Само дали треба, јас повеќе ќе обвинам теологијата од себе си, во суштина сакам со тоа да се обвинам, ние не правиме
чекор меѓу тие последни откритија. Што се така? Како што велиме за квантната физика? 100 години, илјадници пати е направен тој експеримент за дуалната природа на честицата и ние сега уште да не го знаеме или да се сомнаваме дали е така. Не, тоа е така. Ама тоа треба да го имаме во предвид ние теолозите. Не можеме да не знаеме што се случува во науката, дока стигнала дека пред неколку години е откриен тој Икс бозон, дека Икс бозон е клучен. Исто така во средно е откриено дека во вакуум просторот пак има нешто. Ама не може да се случи големиот бенг, ој што го велат. Затоа што ако нема Икс бозон, не може да се случи. Тоа е многу важно откритие, не е тоа неважно нешто за да се разбери како светот почнал да постои. Исто ова, денеска некои ќе кажат, сметаат од годините во Библијата што ги пишува и велат, не знам, таму 5000 или 6000 години од стварањето на светот. И доаѓаме до ситуација да ни се смејат некои научници, затоа што 6000 години, па сега е пронајдено дека цивилизација има дури постара од 6000 години, а не светот дека е створен пред 6000 години. Милиарди го докажуваат тоа на кој начин. Го земаат изотоп на јаглеродот или не знам точно како е, не ме држете збор, и на тој начин кога се става до одреден предмет, до каменот, да кажеме, или не знам, се наоѓа колку е стар тој камен. И се открил дека има камен што е стар милиарди години. И сега некој може да кажеш дека не е светот створен пред милиарди години. Значи, а затоа е потребно да се следи. Порано, не значи тоа дека како во среден век црквата да има монопол над науката. Колку луѓе ги запалиле за тоа што Галилео Галилео, ама сепак се врти земјата. Денеска да кажеш дека земјата не се врти е смешно, ама него го запалиле, затоа што е кажал пред време дека земјата се врти. Ето, тоа е во суштина. Треба да се следат работи. Ние во црквата не треба да бидеме изгубени личности. Треба да следиме се. Не да следиме овакви прости информации, дали Иран има доволно наоружение да се спротиви со Америка, имал или немал, тоа ќе биде така. Повеќе ги интересира луѓето тоа. Или, гледате, кај нас многу, може би, и малку се занимаваат со тие теми, со нека мизерна политика се занимаваат, како да кажем, што не е битна толку. И сега, тоа им е поважно отколку суштинските и големи работи на постоењето на свет. Не знам колку можам да одговорам, јас не се чувствувам дека сум компетентен, стручен за тоа, ама понешто знам она што ме интересира и некој од вас е како да поттикнам на тоа да има интерес. Има некој друго прашање? Благодариме Ваше Високопреосвещенство за излагањето на ова ваше прво предавање. Со уште еднаш од името на доктор Аспазија ви се извинувам што таа денеска не можеше да стигне, а како следен наш предавач го најавувам за наредната година, веќе на сите нас познат, отец Предраг Поповиќ, кој ни доаѓа од Српската православна следната недела. Отец Предраг Поповиќ од Српската православна црква, кој што ќе има предавање на тема Град на светлоста Ескатон. Па ви поканувам сите да дојдеме и да го слушаме тоа предавање.